Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал НУСУ. Одлуката на Советот на општината за преименување на улицата Маршал Тито во ВМРО и викендов беше актуелна тема во кочанската јавност. Мислењата на граѓаните се поделени, иако главно превладуваат оние кои сметаат дека не морало да се брза со постапката. 3 дена по одлуката на Советот на општина Кочани да преименува 2 улици во градот, во јавноста се уште има реакции со различни ставови, во зависност од политичкото убедување или пак од недоволна информираност за постапката што е направена. Кај дел од граѓаните може да се констатира и рамнодушност, со оценката дека веќе ништо не може да ги изненади. Други пак сметаат дека поважно е локалната власт во соработка со државната да создаде услови за подобрување на економската состојба во општината, отколку да размислува за давање нови имиња на стари улици. Од друга страна, има и такви кои покрај политичката определба не го одобруваат чинот на преименување. Тоа не е уред. Што и смета името? Името што и смета, ја не знам. И јас сум ВМРО-вец од 91 година, али тоа не е уред што го прават. Новите имиња си носат нови работи, нели? Нова историја, ново време. Оно е веќе минато време. Ти тоа е личност. Некој го фале, некој. Ја не би рекол, нели? Значи улицата ако си е Маршал Тито, треба да остане Маршал Тито. Зашо да биде ВМРО? Тогава ќе го ставиме било какво име. Мора ли ВМРО да биде? Треба да се остане Маршал Тито како што е. Има си надлежни, секој нека си одговара и нека си мисли, така да ја немам поем. Нека остане Маршал Тито како што е, да нема промени. Освен граѓаните со реакции излегуваат и ограноците на политичките партии во општината. Оние што се во Советот веќе ги кажаа своите ставови за и против, а со писмено соопштение излезе и Работничката партија, која преименувањето го смета за нелегитимна постапка, зашто одлука донеле 11 советници, без при тоа да се прашаат граѓаните кои со години живеат на овие улици. Во соопштението се оценува дека со тоа советниците го злоупотребеле мандатот што го добиле од народот, ставајќи ја политиката во прв план. Благодарение на маршалот Тито, се вели понатаму, Македонија го оствари својот вековен сон за добивање самостојна држава. Токму тој е заслужен за создавањето на македонската држава како историска реалност што подоцна се потврди и на заседанието на АСНОМ. Со ваквата одлука се негира македонската историја, а советниците стануваат продолжена рака на оние кои ги негираат нашите браќа од Пиринска и Егејска Македонија, како и во Република Албанија. Затоа Работничката партија бара да се повлече оваа политичка одлука, а во спротивно ќе бара утврдување на нејзината уставност и законитост. Ваквите ставови се поддржани и од граѓаните, кои се подготвени и на граѓанска непослушност, доколку не се измени одлуката, се вели во писменото соопштение од огранокот на Работничката партија од Кочани. Општина Кочани повторно го објави огласот со кој на користење нуди сопствен деловен простор во градот и населените места. Со заинтересираните поединци или фирми кои ќе го добијат просторот, ќе склучува договор за закуп на 10, односно 20 години. По неуспешниот прв обид да изнајми над 1000 метри квадратни деловен простор што е во незина собственост, општина Кочани повторно објави оглас за закуп. Се работи за истите простории во објекти во градот на Пониква и во селата Грдовци и Тракање, што се нудеа пред 3 месеци. Деловниот простор се нуди поради тоа што е истечен периодот за закуп со досегашните корисници. Изнајмувањето е на период од 10, односно 20 години, во зависност од површината, односно од локацијата каде тој се наоѓа. За Домот на културата во Грдовци од 268 метри квадратни, како и за просторија од 179 квадрати во комплексот АСНОМ, договорот за изнајмување ќе се склучува за наредните 10 години. На истиот период под закуп се нудат и просториите на шаховскиот клуб во трговскиот центар со површина од 56 метри квадратни, како и бараката на Скопско во Усова чешма со површина од 92 метри квадратни. На период од 20 години пак, за издавање под закуп е огласен деловниот простор во комплексот АСНОМ со површина од 158 метри квадратни, како и ресторанот на поранешната земјоделска задруга во Тракање од 193 метри квадратни и објектот на полициската станица на Пониква со површина од 130 квадрати. Според условите во огласот, за овие 3 простории, идните корисници имаат обврска да достават бизнис план што ќе биде основа за изработка на основен проект, а за кој претходно согласност треба да даде општина Кочани. Изнајмувањето на просториите е со јавно наддавање,
а почетната цена се движи од 60, односно 1500, 3000, 6000 до 13000 денари во зависност од локацијата. Право на учество имаат домашни и странски правни и физички лица, кои ќе уплатат паричен депозит во висина од 10% од годишната закупнина. Пријавувањето за учество на огласот е до 21 ноември, а јавното наддавање ќе се одржи 4 дена подоцна. 2/3 од лицата корисници на социјална парична помош ги обновиле документите за остварување на правото на земање таква помош. Од Центарот за социјални работи од Кочани подсетуваат дека рокот за обнова на документите ќе трае до крајот на ноември. Сите корисници кои нема да ги обноват документите до 30 ноември нема да можат да продолжат со остварување на правото на земање социјална парична помош. Од Кочанскиот центар за социјални работи подсетуваат на рокот за извршување на таа обврска. Оти околу 300 корисници од вкупно 900 на ниво на Кочани не ја завршиле обврската. За обнова документите не треба ништо, значи образците се бесплатни, потребно е само сите полнолетни членови да дојдат во Центар за социјална работа, да се поднесе барање за социјална парична помош и од документите треба да носат само важечка лична карта на увид и од децата што одат основно образование, односно средно, потврда дека се редовни ученици или средношколци. Сите останати документи Центарот ги добива преку електронската база на податоци и е поврзан со сите релевантни институции, УЈП, Катастерот и Агенцијата за вработување. Од Центарот подсетија и на промената во Законот за социјална заштита која стапи на сила од оваа година, дека има промена во Законот за остварување на правото на социјална парична помош. Воведено еден член дека сите корисници, односно носители на социјална парична помош треба да бидат активни баратели на работа, значи досега што беше да бидат работоспособно население материјално необезбедено е додадено и член активен барател на работа. Значи потребно е да отидат во Центарот за вработување, да се регистрираат како активни баратели на работа, за да можат да го проложат правото на социјална парична помош. Презентација на земјоделска механизација што може да се набави од финансиска подршка од ИПАРД програмата се одржа во Облешево. За земјоделците од регионот се нудат можности за набавка под поволни услови, а помош доаѓа и од фирмата добавувач, како и од Агенцијата за подршка на земјоделството. Современа земјоделска механизација, односно трактори од различни странски производители им беа представени на земјоделците од регионот на презентацијата што се одржа во Облешево. Една од можностите да се купат е и поддршката што е обезбедена преку ИПАРД програмата, а за што помош во аплицирањето и дополнителни информации даваат и Агенцијата за поддршка на земјоделството, како и Федерацијата на фармери на Македонија. Исто така, поддршка во организирањето на презентацијата на која битолската фирма Хемометал ги прикажа дел од современите трактори, даде и локалната самоуправа на Чешиново Облешево. Со ова што ги запознаваме земјоделците од општината Чешиново Облешево и пошироко, значи да општините Кочани, Карвенци, Зрновци, да запознаат со предностите што ги дава ИПАРД програмата, за нивни конкурси и за понатомошна соработка. Со ова се надевам дека ќе биде еден почеток и соработка и со агенцијата и со фирмата Хемометал и понатаму се надевам дека ќе имаме вакви средби и вакви едукативни, што се вика, средби работилници што ги имаме сега денеска. Поднесувањето на документите за финансиска поддршка преку ИПАРД програмата е во тек, а огласот е отворен до 10 декември. Интерес кај нашите земјоделци има, иако се уште има дел од нив кои се недоволно информирани за можностите што им се даваат. Заинтересираноста на земјоделците е така на солидно ниво. До сега имаме околу 10 кандидати кои подигнаа документи, се во процедура на подготовка за апликација, прибирање на документи. Ние како агенција сме тука да помогнеме при изработка на техничкиот предлог, проект, при пополнување на потребните други документи, така што и ова денеска е навистина добро организирана средба од Хемометал и нам ни ја олеснува работата за да можеме земјоделците да ги усмереме, да ги упатеме од каде да подигнат профактури потребни за добивање на бараната механизација, по-конкретно трактор. Презентацијата во Облешево ја поддржа и Федерацијата на фармери на Македонија. Имаме повеќе иницијативи од повеќе производители на земјоделска опрема и механизација кои што ни се придружуваат на вакви иницијативи. Секоја иницијатива на било кој потенцијален продавач на земјоделска опрема кој што влегува во
одредбите од ИПАРД програмата за нас е за поздравување, бидејќи на овој начин ние имаме цел да ги информираме земјоделците за можностите кои што ги имаат во Република Македонија за набавка на опрема која што е поддржана од ИПАРД. Освен агенцијата и Федерацијата на фармери, поддршка за земјоделците доаѓа и од фирмата добавувач на земјоделската механизација. Сакаме да ги охрабриме сите земјоделци и фармери да аплицираат нова програма од причина што имаат од 50 до 90% повраќај на средства. Вакви можности треба сите фармери да ги искористат, а нашата компанија Хемометал дава целосна поддршка од делот на аплицирање, изработка на програми и цела логистика до финансирање и, ако треба, помош и со банки од кредити. Презентации на земјоделска механизација што може да се набави со средства од ИПАРД програмата ќе се организираат и во останатите региони во државата. Социјално времено информирање за сите интерни случувања. Основното училиште Малина Попиванова ажурираше своја веб страница. Се уште е во тек и акцијата на училиштето за донации на родителите за бојадисување на учениците. За навремено информирање на родителите за сите активности, Основното училиште Малина Попиванова од почетокот на ноември ажурираше и своја веб страна, со што се подига нивото на транспарентно работење на училиштето. Во училиштето е формиран стручен тим кој наскоро ќе има кратка обука каде што секојдневното ажурирање ќе допринесе за покреативно уредување на веб страната. Родителите исто така преку корисни линкови и оние кои сакаат да ја посетуваат страната, кои се интересираат за веб страната, ќе имаат корисни линкови каде што може да се информираат околу дневникот и други содржини. Инаку се уште е во тек акцијата на училиштето во која родителите на учениците ја покажуваат својата хуманост во донирање и помагање за обнова на училниците во кои учат нивните деца. Оние кои сакаат може да помагаат со финансиски средства, работна рака или друг потребен материјал за бојадисување и освежување на училниците. Во саботата Месмон маркетот во Калиманова глава го прослави својот втор роден ден. Големите промоции и попусти продолжуваат и во наредните денови. По повод вториот роден ден на Месмон маркетот во населбата Калиманова глава, во саботата се одржа голема промоција на производите на Јока, Екстрамейн, Прилепска пиварница и местната индустрија Горановиќ. За сите присутни тој ден имаше 10% попуст на целокупниот асортиман. Со попустот од 10% на одредени производи, Месмон маркетите продолжуваат и понатаму. По повод 2 години од отварањето на маркетот Месмон во Калиманова глава, денеска имаме презентација на Јока, на Тиквеш, на Екстрамейн и на Прилепска пивара. По тој повод имаме 10% попуст на сите артикли кои се наоѓаат во маркетот на Месмон. Со тоа што на дел од артиклите и во иднина ќе има покрај екстра ниските цени, ќе продолжиме со 10% попуст секојдневно. Освен во населбата Калиманова глава, ефтините и секогаш свежи производи на Месмон уште на 3 локации во градот, во Стришани, кај градскиот плоштад и автобуската станица. Во продолжение од вестите проследете ги спортските информации. Јуниорите на клубот за гимнастички спортови Партизан од Кочани станаа државни шампиони во својата категорија. Ист успех во поединечна конкуренција постигна и гимнастичарот Петер Каров, кој на државниот надпревар во Битола го освои златниот медал. Одличен успех постигнаа кочанските гимнастичари во јуниорска конкуренција на државниот надпревар во А лигата што се одржа во Битола. Тие го освоија првото место и станаа екипни шампиони на Македонија во својата категорија. На надпреварот во Битола, клубот за гимнастички спортови Партизан од Кочани учествуваше со 7 гимнастичари и една гимнастичарка. Со својот настап тие се закитија со вкупно 7 медали, од кои 1 во екипна и 6 во поединечна конкуренција. Златен медал и шампион во поединечна конкуренција стана Петар Каров, а 2 сребрени медали освоија Стојан Анастасов во јуниорска и Ристо Симеонов во категорија на постари пионери.
Со бронзен медал се закитија Ненад Атанасовски кај јуниорите и Димитреј Спасов и Јана Николова во категорија на постари пионери. Со одржувањето на државното првенство во Битола официјално заврши годинешнава гимнастичарска сезона во Македонија, но кочанските гимнастичари следниот викенд ќе имаат можност за настап во странство. Во Благоевград, соседна Бугарија, се одржува меѓународен турнир на кој ќе учествуваат тројца гимнастичари и 2 гимнастичарки од Кочани. Златен медал за Роберто Здравковски од карате клубот Партизан на интернационалниот карате турнир во Бар, Црна Гора. Во силна конкуренција од 820 надпреварувачи од 6 земји со учество на 55 клуба на интернационалниот карате турнир во Бар, Црна Гора, Роберто Здравковски од карате клубот Партизан се врати со освоено прво место. Се надпреваруваше во категоријата од 2003 година борби поединечно до 35 килограми. Во мојата категорија имаше 20 надпреварувачи, јас имав 4 борби, финалето ми беше малку тешко, но сепак го победив мојот противник и се закитив со златниот медал. Чувството е убаво да се освои златниот медал, но понекогаш е тешко. Пред известно време, заради повреда на коленото, Здравковски мораше да направи пауза од 2 месеци, но сепак 2014 година за него е доста успешна со оглед на освоените 20 на медали на државни и меѓународни надпревари. На 18 јануари го очекува значаен турнир во Хрватска. Викендов се играше седмото коло од првата македонска фудбалска лига за жени. Победи забележаа и двете екипи од нашата општина, победувајќи ги своите противници од Битола на домашен и на гостински терен. И двете кочански фудбалски прволигашки екипи во женска конкуренција викендов забележаа победи против своите противници. Во рамки на седмото коло од првата фудбалска лига, фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани гостуваа во Битола на средбата со екипата на Конзули. Таму прикажаа одлична игра и заслужено се вратија со зголемена гол разлика во позитива од 5 гола, без да примат ниту еден гол. Успешни викендов беа и фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Младост и НИНС од Оризари, кои на свој терен против битолската екипа Топ Гол извојуваа тесна победа од 3:2. Во моментот екипата на Кочани се наоѓа на второто место на табелата со освоени 18 бодови, односно 3 помалку од шампионот Драгон 2014. Зад Кочанки со 15 бода се Конзули, Пативерија со 11 и Борец со 10. Младост и НИНС со 9 бода го дели 6-то место со АС Юнајтед. Предпоследна на табелата се Топ Гол со само 3 бода, а без ниту една победа на дното се наоѓа победа од Куманово. Вестите завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.